Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Продолжуваме со моето светско откритие за Белград и за поврзаноста на Македонија денешна со поврзаноста во Тројанската војна. Ова е еден од доказите кој што би сакал да ви го презентирам, а тоа е овој град Сидмиум, кој што е повлечен, е град кој што се наоѓа во денешна Србија. Како што гледате Дунав, Истер, но ние го повлечуваме овој град не поради тоа што е град поврзан нели со Тројанската војна, туку поради тоа да дојдеме до заклучок каде се одвивала Тројанската војна и ви го представуваме градот Сингидиум. Дали се читка јасно градот кој што сакам да ви го презентирам? Значи, Сингидиум е град кој што денес е на територија на денешна Србија, град каде што се одвивала Тројанската војна и град кој што денес е познат како Белград. А додека овој град кој што е повлечен Сидмиум е градот кој што денеска го носи името Сремска Митровица. Или поточно, еве го истото растојание, како што гледате, овде е Сремска Митровица, а овде е Белград, а овде е реката Дунав, Истерот поново. Сосема идентично растојание и денес имаме на Сремска Митровица и денешен Белград. Древното име на Сремска Митровица е Сидмиум, а древното име на Белград е Сингидиум. Дали е идентично растојанието со Сремска Митровица и Белград денес? Ве слушам, за да можеме да продолжиме. Дали овие два града од минатото во Србија имат идентично растојание како денес Сремска Митровица и Белград. Како што гледате на ова карта, како што е представена Сремска Митровица во Србија и Белград, точно дека се наоѓаат на исто растојание. Или денешна Сремска Митровица е изградена на темелите на древниот Сидмиум, а додека денешен Белград е изграден на темелите на Сингидиум. Како што гледате, идентично и со реката Дунав. Зошто ова карта ви ја поврзувам со Сремска Митровица и со денешен Белград?
тоа е со Сирмиум и Синги ду Нум. Затоа што Сремска Митровица и Белград се поврзани со Тројанската војна, од каде што протераниот Енес најпрво од Белград бега во Сремска Митровица, а подоцна во денешна територија на Војводина, од Војводина се префрлува во Романија и од Романија се префрлува на територија на денешна Италија, каде што се формира подоцна големото римско царство од староседелците албанци на Италија и од дарданците кои што потекнуваат од овој предел, каде што најстар град и најстара престолнина на дарданците е денешно Скопје, а додека Белград е втора престолнина на дарданците кои што тогаш го носела името Синги ди Нум. Така да, ако го истражуваме римското царство на древните римски императори, ќе дојдеме до заклучок дека тие се со мешана крв, албанска, вашко-албанска и дарданска крв. Или во превод, римските императори биле белграđани и римјани заедно. Каде што протераниот Енес добива територија во областа Гондолфо денес, таа област е источно од Ватикан 40 километри, од каде што започнува и создавањето подоцна на големото римско царство со Ромел и Рем, кои што потекнуваат од овој предел после уништувањето на Троја, која што всушност Тројанската војна и Троја е градот Белград денес, кој што го носел името тогаш Синдигинум. Инаку, зошто го започнав ова вклучување во живо вака со Сремска Митровица и со Белград, кои што се поврзани со Тројанската војна? Затоа што градот од Тројанската војна, денешен Белград, до Александар Македонски не е бил изграден. Последен кој што го возобновува древниот град Троја со една кола запрежна злато е Александар Македонски. Затоа што знаел дека Дардан е брат на Аватар, на Јасон, на Перхеп и дека истиот тој исто така е од потеклото на Илија. Дардан е бил еден од најлошите синови на Илија, кој што на сметка на неговите браќа, уште додека е бил жив неговиот татко, ги проширувал териториите така што од Скопје доаѓа до Белград. Дали сме јасни до овде и дали ова можеме да го сватиме, затоа што еве и за прв пат го објавуваме градот Троја, кој што го носи името подоцна Сингидинум, а денес Белград. Сингидите секогаш, или тројанците, делумно остануваат на територија на денешен Балкан, а делумно се префрлуваат на територија на денешна Италија, каде што го создаваат денешното Римско царство, тоест поранешното Римско царство, од кој што произлегуваат најголемите римски императори, а денес преточени во Ватикан, во четвртата светска
сила за кој што се уште, според Владо Павлов, не е завршена Тројанската војна. И до ден денес се уште имаме братоубиствена војна, поколенията на Илија, кои што живееме на Балканот, еден од најстарите народи на земјината сфера. До кога ќе трае ова Тројанска војна, која што се уште не е завршена, јас би велам до големиот крст или до Перигрејот, кој што верувам дека ова генерација на македонци и сите вие ќе го дочекате. Значи, имаме братоубиствена војна, која што трае од Тројанска војна до ден денес. Што значи Сингидинум или Троја или Белград или Тројанската војна за денешна Македонија? Тоа значи дека преубавата Елена треба да ја бараме на друга територија, а не на територија на денешна Грција. Затоа што Владо Павлов се спротиставува жестоко на Шлиман дека Тројанската војна била во Турција и во Анадолија. А со тоа докажуваме дека и Спарта не може да е онаму каде што ни е представена денес на територија на денешна Грција. Ова е аргумент од Владо Павлов. И ова е доказ за сингидите, тројанците, белграđаните денес. И од големо значење за Македонија. Зошто? Затоа што идентичното растојание, како што го пишува Херодот најпрво, а и Шлиман, на Спарта до Троја е сосема идентично од денешна Спарта на територија на денешна Македонија до денешен Белград. Што сакам да представам? Со откривањето на ова големо дело, кое што веќе во Србија на велико се прича, како што велат нашите соседи, и не може да го побијат овој аргумент на Владо Павлов за сингидите, и дека Авала не е престолната на Троја, а Калемегдан и Белград дека не биле местото каде што се одвивала Тројанската војна. Кога и да е, ова светско откритие на Владо Павлов ќе биде потврдено. Затоа што имаме големи докази дека Троја била на територија на денешен Белград. Со самото докажување на ова мое светско откритие, кое што го презимаат многу научни кругови во Србија и го почитуваат Владо Павлов, а овде, да не зборувам што правите со Владо Павлов, македонци мои, јас докажувам дека Спарта е на територија на денешна Македонија. Не само Спарта. Докажувам дека и Микена е на денешна територија. А исто така докажувам и дека Јолк е најстарата престолнина на дарданците пред да биде формирана ова престолнина на дарданците нова денешен Белград, а тоа е денешно Скопје или Скопско Кале. Така да америчка амбасада немој да мислите дека случајно се утврди и затврсти на Скопско Кале. Америчка амбасада точно знае дека најстарата престолнина на дарданците е денешно Скопје и дека е таму каде што денес е поставена. Или во превод, америчка амбасада во Република Македонија ви е поставена, македонци мои, на престолнината најстара на дарданците, која што го носела името Јолк, од каде што Микенската војска и Спартанска војна доаѓа и заедно од Јолк, од територија на денешно Скопје, кренуваат кон Белград или кон Сингидинју. За да бидеме разберени дека овие два града се поврзани со Тројанската војна,
а тоа се Сремска Митровица, Сирмиум и Сингидинум, ќе представиме денешна карта каде што ќе видите дека идентично растојанието на Сремска Митровица како на Сремска Митровица и Белград како Сингидинум. Што значи дека мекенците кренале од овој дел и ако дојдеме до заклучок, ако го вратиме Белото море до каде е било и колку територии биле под вода се до Црното море, секој од вас ќе дојде до заклучок дека овој дел бил пловен се до Белград. Што значи дека овде треба да ги бараме спартанците, а овде треба да ги бараме микенците. Затоа што Скопје или онаму каде што е денес Америчка амбасада на Кале е најстарата престолнина на дарданците која го носела името Јоук. Тоа значи дека денешно Скопје, онаму каде што е поставена неслучајно Америчка амбасада, на Скопско Кале била престолнината на дарданците пред да се премести во Белград. Со тоа, кога ќе ги измереме точно деновите на патувањата, ќе дојдеме до заклучок дека микенците треба да ги лоцираме меѓу Прилеп и Битола. Од каде што потекнува Агеменон и Миној. Ова е мојот контраудар на сите оние кои што ме прават српски шпион, дека сум одработувал за Србија со тоа што докажувам дека Белград и Јавола се места каде што се одбивала Тројанската војна. Па ајде бе шпиончиња едни, вие сега докажете ми колку јас сум голем бил шпион за Србија или вие сте уште поголеми шпиони за бугарите и србите. Затоа што моето откритие со Авола и Белград и Сингидинум како Троја и место како што се одбивала Тројанската војна, мојата цел шпиончиња едни е да докажам дека Микена е на ова територија меѓу Прилеп и Битола. Затоа што идентично Шлиман не опишува Микена со иста километража до Белград. А додека Спарта треба да е лоцирана на овој предел. На пределот кој што денеска го носи името Осоговски планини. Ајде шпиончиња едни кои што цело време како едни те исти како римските волци у чупур, ако еден после да обвинува и сите вие се јавувате. Ете шпиончиња едни кои што одработувате за секоја друга кауза, не за македонска, Владо Павлов ви докажува дека Кривопаланечкиот, Кјустендилскиот и Кочанскиот дел со Делчево е локација каде што треба да е лоцирана древна Спарта. Па шпиончиња едни кои што друго ништо не знаете, затоа што скапо и дебело ви е платена кожата за други и туги интереси. Ете Владо Павлов зошто истражуваше за Тројанската војна. Ете Владо Павлов зошто пронајде каде е Троја. Еве го Сингидинум, денешен Белград.
Затоа што преку него бре шпиончиња едни кои што скапо и дебело ви ја купија кожата за други и туги интереси, а не за македонски, преку него дојдовме до откритие каде е вистинската Микена и каде е вистинската Спарта. А јас траперливо чекав да ви изслушам сите шпиончиња кои што друго ништо не знаете, освен да пиете крв од овај измачен македонски народ и да му служите на сите оние кои што се владетели на Македонија. Јас, еве ви докажувам дека од овај град, кој што го носел древното име на Сегиндинум, денешен Белград, и овај град, Сирмиум, кој што денес е Сремска Митровица, е место каде што се одвивала Тројанската војна. Според Шлибан, кој што манипулира дека Тројанската војна била на територија на денешна Турција Спарта и Микена на територија на денешна Грција. Бидејќи ова километража е идентично од Херодот, јас ви докажувам дека Спарта се од Согопските планини, а Микена е Прилепско-Битолската област. Ете зошто Владо Павлов работеше 20 години да докаже каде била Тројанската војна. Затоа што од овај град и од Цингидите ние не можеме да се лоцираме дека Спарта била на територија на денешна Грција и дека Спарта била на територија и дека Микена била на територија на денешна Грција. Дали ме разбирате, македонци мои? И ова е мојот поздрав за сите шпиончиња што веруваат дека Македонија утре ќе биде или бугарска, или српска, или грчка. Не! Македонија ќе опстои и ќе се вика повторно Македонија. Без вас, шпионите, кои што и понатаму ќе останете слуги, ама не на овие што ве владеат денес 2000 години, туку на македонците вистински, кои што со дух, ум и фанатизам се борат за Македонија и кои што врска немате од ништо, затоа што имате изветреан ум. Ете зашто Владо Павлов се доближи до Србија и е многу почитуван во Србија со неговото светско откритие за Сегиндинум и градот Троја, каде што се одвивала Тројанската војна помеѓу Белград и Сремска Митровица, кој што го носели името Сирмиум и Сегиндинум. Каде сте шпиончиња, кои што вие знаете да бидете најголеми гласноговорници, дека Владо Павлов одработува за српска кауза? Не! Вие одработувате шпиони едни за српска и бугарска кауза. Владо Павлов одработува за македонска кауза која што уште не постои. И кој што уште во сенка од вас шпионите, кој што секаде прчете газе за да бидете тоа што сте постале од пред 2000 години до ден денес, од вашите роднини пријатели, кои што секојаш работите против Македонија. Дали ви докажав, македонци мои, зошто Владо Павлов е почитуван во Србија? И дали со ова дело Владо Павлов работи за српската кауза или за нашата македонска, која што не постои од овие шпиони, кои што работуваат за бугарска, српска, грчка, албански, не знам каква ли кауза. Кој дојде на секого му прчат газе. Баш би сакал овие шпиони кои што до вчера со изветреан ум, а немат благе везе, седнале на профилот на Владо Павлов и нешто ќе научат и мислат дека Бог го фатиле за брада. Абре шпиончиња едни. Секогаш сум 10 до 20 години пред вас. Ако вие денес доаѓате до овај заклучок, што јас сум дошол пред 30 години, каде јас сум за овие 30 години, бре?
Со овој доказ помеѓу Сремска Митровица и Белград и јавала престолнината на дрданците, тоест на тројанците, на Троја, и Белград, тоест Калемегдан, каде што се одбивала големата тројанска војна. Ние докажуваме дека Микена е на територија на денешен Прилеп и Битола, а додека Спарта би била на територија на денешните Осоговски планини. Криопаланечко, Кюстендилско, Делчевско, Кочанско, Виничко, а додека Микена би била на територија на денешен Прилеп и Битола. Зошто? Затоа што големата преселба на народите, она што ни ја покажуваат како доаѓање на словените, е преселба која што се одвива после Тројанската војна. Така да грчки Пелопонес ни по точка разно не може да биде Микена. Затоа што истиот тој е населен после завршувањето на Тројанската војна. Затоа ги прашувам сите онија кои што малку се упатили, а се обидувам на најпрост начин да ви објаснам. Ако Микена не е Прилепско-Битолскиот дел, од каде што кренале до југ, денешна територија на Скопје, прва престолнина на Дрданија, каде што денес е стационирано америчкото кали или америчката амбасада, значи не знаат ништо они, ни по точка разно, случајно и текнало да дојдат на Кале, а всушност на Кале е престолнината најстара на дрданците. И спартанците, каде што се пречекуваат на територија на денешно Скопје и од Скопје одат кон Белград. Затоа што во тој временски период многу од овие области биле под вода. А во второ мое продолжение ќе ви ја покажам и таа карта и дека овој предел од Скопје до Белград бил пловен. Значи, југ е денешно Скопје, престолнина на дрданците, локација америчко Кале. И место од каде што микенците и спартанците се пречекуваат и заедно кренуваат кон Троја, денешен Белград. Со завршувањето на Троја, Пелопонес, денешна територија на денешна Грција, не бил населен, што значи дека Агеменон и Миној не би можеле да кренат од Пелопонес денешен. Затоа што големата преселба на народите, која што е позната подоцна во измислена фалсификована историја, како преселба на словените, се одвива после завршувањето на Тројанската војна. И доказ и аргумент мој пред сите овие шпиони во Македонија, кои што се армија на шпиони, кои што скапо и дебело си ја наплатиле својата кожа за други и туги интереси, не за македонски, дека Микена всушност е Прилепско-Битолскиот дел. Затоа што во тој временски период постоел и бил населен, а не Пелопонес кој што не е населен. Ете зашто Владо Павлов се бореше и е чекор до најголемиот успех во историјата на човечанството да се спротистави на Шлиман дека Тројанска војна се одвивала на територија на денешен Белград. А со тоа ние докажуваме
дека Микена всушност е Прилеп Битолскиот дел, а Спарта Соговскиот дел. И ова е мојот поздрав до сите овие шпиони кои што се во голем број и кои што ни ја зацементираа и погребаа Македонија. Каде што секогаш наоѓаат нешто да измислуваат, а ја горделиво чекам и имам трпение. Ако не ми била Микена и Спарта приоритет, дека се на територија на денешна Македонија, никогаш немало да откривам каде била Тројанската војна. Така да, преубавата Елена, бараете ја на Осогово, кај што била територијата на древна Спарта, од каде што била киднапирана и донесена до Јолк, од Парис, на место кој што денеска е познато како Зелениково. Сосема идентично расстојание, Осогово Скопје, како што ни е представено од Херодот. Анекдотата со Снежана и 7 џуџиња е представа на спартанската принцеза, која што имала илјадници рудари кои што работеле за неа. И доказ дека најголемите рударски населби се на територија на денешна Македонија и на Осогово, каде што имало платина, каде што имало злато и се уште има, сребро, најубавиот кварц, па дури и ураниум. Како може преубавата Елена да биде спартанска принцеса на најголемата рударска населба, а доле на Спарта да немаме ни рудник за јагнена камоли, па за злато, сребро, платина, кај што било неубавиот кварц, од кој што се правил жезолот на древните македонски цареви подоцна. И од кој што Филип ја изградил цела бела од кварцот што бил на Осогово. Идентично како што Америка и Вашингтон се градени со Прилепскиот мермер, кој што станал и се уште обележена Микена. Ова е мојот одговор и најжестокиот напад кој што го има од овие шпиони, кои што само менуват газење како што тоа го прават од Бранко кај Љупчо, од Љупчо кај Бучко, од Бучко кај Грујо, од Грујо кај Зајко, од Зајко кај Мицко. Истите тие шпиончиња од секогаш се такви. Затоа што не одработуваат за македонската кауза. Одработуваат за српска, бугарска, грчка, албанска и каква ли не кауза. И верувам дека конечно ќе воскресне македонската кауза во Македонија, кој што се уште ја нема од овие шпиони и кој што Владо Павлов го правеле српски шпион поради тоа што работел за Србија и објавил дека Тројанската војна била во Авала. Да, и моето откритие е почитувано во Србија и кад-тад ќе одекне на светско ниво најсилно. Ама со тоа Владо Павлов ќе докаже каде била Микена и Спарта, бре, шпиони. Шпиони кои што чекате само газе да дадете и да го користите само вецето и шолјата. Шолјите глави ви станаа, бре, шпиони едни. Овие аргументи и докази се правени 20 години. И можете колку сакате и понатака да плукате по Владо Павлов. Ама колку повеќе плукате по Владо Павлов, толку повеќе македонецот гледа како газе давате. Сунчуглетки. Од Киро па денес до Сорос Гога. Со жолти влашки сатурнали и звездички. Ајде, славете го Коледе.
Ајде, партени е Богот ваш. Замислете се малку, македонци мои. Докаде оде Македонија и до сето оно што го прават врз македонецот, кој што со дух, ум и фанатизам се боре за Македонија. И дали му е најтешко на македонецот што е во Македонија? Самите одлучите. Од вакви давај газиња, каде што ги има секаде околу вас. Погледнете ги и ќе ги пронајдете. Ете зашто Владо Павлов се бореше да докаже и веќе е на чекор на успехот во Србија, дека Тројанската војна се одвивала на територија на денешна Србија или во превод помеѓу Сирминиум и Сингидиниум, Сремска Митровица, денешна и Белград. Затоа што со ова откритие за Тројанската војна докажувам дека на старата престолнина на дарданците Јолк всушност е онаму каде што денеска е америчка амбасада. Америчко кале би го рекле, нели? Случајно дошле тука тие. А со тоа докажувам дека Микена е Прилепско-Битолската област, а Спарта Осоговската област. Е сега вие самите дознате, македонци мои, овие шпиони, клетници на едно општество, убијци на еден народ. Зошто Владо Павлов докажал дека Троја и Тројанската војна била на територија на Сингидиниум и Сирминиум, Сремска Митровица и Белград? За да докажам дека Микена е во Македонија на територија на Прилеп и Битола и Спарта на Осогово, Осоговскиот дел. А не да докажеме Троја само дека е во Србија и Владо бил српски шпион. Море мајката шпиониста. Давај газиња на СДС, на ДПМН, на ЕДНС и на албанците. Многу добро знаеме колку шпиони имаше и Дуи и на кого вие му се подклекнавте, кој што денеска сте најголемите гласноговорници против Владо Павлов. А немате благе вези, изветреан ви умо 100%. Затоа што не работите за македонската кауза и не знаете што е македонец, бре, шпиони едни. Да си македонец и да работиш за македонската кауза е света Божја работа, бе. Шпиони, бугарофили, србофили, што ли не сте? Вие ќе кажете некој за кого одработувал. Ајде тамо во редици кај Мицко. Чекајте. Истите после му дете во редици кај Венко ли беше, Филипчи ли беше, кој ќе ги сменете дресовите. Сунчуглетки. Зло на едно општество. Бел ден не види македонецот од вас. Шпиони едни. Вие ќе кажувате Владо работа за српска кауза. Затоа што србите го почитувале, бидејќи Троја била Белград. И е негово светско откритие. Не. Јас работев да докажам и докажувам дека Троја е на територија на Сремска Митровица и Белград. Ама со тоа докажувам и од каде кренале микенците. Од територија на денешна Македонија. Затоа што Пелопонес доле не може да биде Микена, бидејќи тој е населен со големата пресеба на народите со завршувањето на ова Тројанска војна помеѓу Белград и Сремска Митровица. Па тогаш од каде кренале микенците кога Пелопонес пред Тројанската војна не бил населен? Ајде шпиони, кажете ми вие. Шпион е голем збор уствари за вас. Вие сте шпиончиња. Давај газиња. Сигурно Геоглифов ќе го правите гроб на Александар Македонски. Сигурно. Сигурно ќе го дочекате и онаа побегулета на бел конј. На муле ќе го дочекате. Најголемиот гробар на Македонија, кој што одработува заедно со Заев и со сите нив. Еве го, македонци, мој аргумент. Дека Микена и Спарта се на територија на денешна Македонија, Микена Прилепско-Битолскиот дел, а додека Спарта Осоговскиот дел.
затоа што Тројанската војна се одвивала помеѓу Сремска Митровица и помеѓу Београд. Името на Сремска Митровица е Сирминиум, а додека Београд Сингидиниум. Денешен Дунав, Истар. Затоа повеќе може да си останете во вашите кругови изветреани и да манипулирате со македонецот. Затоа што македонецот највише пати од вас, бре, шпиони едни. Вие кои што сте најопасни, а знаете кои сте вие? Кои што едните велите дека биле богорофили, а другите биле стравомани. Затоа не може да воскресне македонска кауза од вас, шпионите. Кои што скапо и дебело сте си ја напатили својата коша за други и туги интереси. И вечето ќе се бореме македонци со вистината. И ќе докажеме на овие сунчогледки каде е местото. Нека се ги чува Мицко. А нека се ги чува предходно и Заев, и Вицето, и сите нека се ги чуват. Такви сунчогледки не се потребни на македонската кауза. Затоа што тие една шпиони, цел живот се шпиони. А ова е доказ и аргумент кој што се почитува во Србија. Каде што во најбрз временски период ќе воскресне. И светот ќе одекне силно дека Тројанската војна не е онаму каде што Шлимон не ја представува. Туку помеѓу Сремска Митровица и Београд, Сирминиум и Сингидиниум. А со тоа ние македонците ќе бидеме најсрекни, затоа што ќе докажеме дека ние сме територија на Микена и Спарта. Дали сум јасен, македонци мои? Ова моје видео го завршувам со повторно вклучување со ова карта, каде што ќе дојдете до заклучок за Пелагонија, но и за првиот крак до каде бил. За да бидам разберен, ќе морам да ви дадам уште на карта, ќе морам да ви представам уште на карта која што е од суштинско значење, а тоа е ова карта. Еве. Погледнете каде живееле медите. Погледнете Пауталија со која е поврзана, со Гријанците или Спарта. Погледнете го Астиво, денесен Штип. Погледнете Аструмица, тогашен Добер. Погледнете каде биле медите и зашто пчелата е символ на македонската царска династија. Она која што не сака МВР да ја украде, како што го укради од увлочени кочени цвеќето на живото. Како аргумент и доказ за медите кој што овде на оваа територија го формирал Филип Македонското царство и го воскреснал на Македон. Сега, ако се вратиме на кракот на Хилкидики, овој крак, гледате каков е. Значи до овде. И се знае Пела со преместувањето на водата спаѓа доле. Но, ако одеме по ова карта, пред да се водата повлече на територија на денешна Грција, и каде би била Пела, треба да се вратиме пред повлекувањето на водата. Еве, тоа значи дека до овде покажуваше картата која што е од времето на Константин и Елена било Халкидики, првиот крак. Или Пела дека било овде. Но, ако ја продолжиме картата, ќе видите дека водата на Белото море или на првиот крак Халкидики би дошла
до Астибо. Денешна територија на Штип. Или во превод би дошла до древна Тесалоника. Бидејќи ова вода овде е представена кога е повлечена од времето на Константин и Елена. Пред Константин и Елена водата е била до територија на денешен Штип, до Астибо. Уште еднаш, уште еден голем поздрав до овие шпиони кои одработуваат за српската кауза, бугарска, грчка или не знам каква ли не. Значи јасно се гледа. Пред Константин и Елена првиот крак бил до Штип, представен на првата карта. Ова е територијата Мигдонија, од кој што настанува Македонија подоцна. Ова е територија Пелагонија, каде што гледате дека Спарта заедно со каде што гледате дека Спарта би била територија на тогашна Пелагонија и планината Грифонија, односно Агријанија. Еве каде би била Спарта. На територија представена на картата од Пелагонија и планинскиот масив Грифонија, кој што би бил Агријанија, односно Спарта. Како што гледате, областа Пелагонија е десно од Стоби. Ако е бараме Пелагонија на друго место, каде што е денес во друга карта, ќе видиме дека Пелагонија подоцна еве каде е. Каде што била древна Микена. А веќе овде ја нема Пелагонија, гледате? Значи нова карта после Константин и Елена ја нема Пелагонија. Ги има Медите, ја има Агријанија, каде што е представена во постарата карта Грифонија, или во превод на овој дел е Спарта, или најстариот Пелопонес на земјината сфера. Уште еднаш, со повликувањето на водата, како што гледате, со повликувањето на водата се повликуваат македонците, живеат на територија каде што и Пелагонија ја преместуваат еве каде. Како што гледате Лингистида. Лингистида е Битола. А додека областа околу Добер е Амфистида. И овие се две племиња кои што се префрлуваат од Осогово, која што го носела името Пелагонија, а ќе ви представам уште еднаш, се префрлуваат во Битола, Лингистида и Струмица Амфистида. Заедно со името Пелагонија. Или како што ви имам кажано, Белагнија, односно Белагнија, белиот оган. Како што ве манипулираат овие попишта и масони во црна мантија со благодетниот пламен. Ние имаме име за благодетниот пламен, а тоа име е белиот оган. И област денешна Пелагонија. А од порано еве каде било Пелагонија, која што се поистоветува точно со Спарта. Еве, кога кракот прв бил до Астибо, ние имаме Пелагонија. Ајде да бараме на територија на денешна Битола.
ја нема овде. Дали гледате дека картата пред Константин и Елена, пред да се повлече водата, ја нема никаде Пелагонија. Тоест на територија на денешна Битола. Како што гледате, Пелагонија ја нема во овој дел, а ја има на место каде што денес е Осоговието. Значи ја бараме да видиме дали Пелагонија е представена каде што е денес. Ја нема никаде околу Битолскиот дел. Тоа е доказ дека првиот крак кога бил до Штип, до Тесалоника, до нестариот Солун, Пелагонија била, како што гледате, во источна Македонија, источно од Стоби, на Осоговските планини. А додека, кога водата се повлекува после Константин и Елена, или за времето на Константин и Елена, и првиот крак доаѓа сега онаму каде што е, веќе Пелагонија ја нема на областа на Осоговските планини, ја има Агријанија, и Пелагонија веќе ја гледате во Битолскиот дел, доказ и аргумент за лингистида и емфистида кои што настанале од Осоговскиот дел. Или во превод, сакам да ви докажам за она зашто започнав да ви кажам со моите долгогодишни деценијски денонокни истражувачки дејности дека Пелагонија или денешна Битола и Струмица настанале од Спарта. Со публикувањето на војата спартанците се публикуваат во Битолскиот дел, ја формираат лингистида, и во Струмичкиот дел, кај што центари е Добер, а го формираат ја формираат амфистида. Значи, погледнете првиот крак, сум го обележал со црвено до каде е, после Константин и Елена, а додека подоцна пред Константин и Елена, кракот доаѓа до Астибо или територија на денешен Штип, каде што со докази и аргументи потврдуваме за најстариот град дека би требало да е Солун, а во близина негова, каде би бил не знам, би требало да биде и Бела. Или во превод, Филип ја воскреснал Бела на територија на дневните Меди, или како престолнина на древните Спартанци, од кој што со публикувањето на водата спартанците доаѓаат исто така во Битола, каде што ја формираат лингистида, и во Струмица, каде што ја формираат амфистида. Еве уште еднаш. Пелагонија би значило латински Белагнија, белиот оган, или во превод, оно што не манипулираат овие попиште и мастони во Црна Мартија, со благодетниот оган. Така да ние македонците имаме име за благодетниот оган. Тоа име е Пелагонија. И не дозволувајте повеќе овие шпиони да ве владеат, овие сунчуглетки,